Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Почитувани сограѓани, во насока на почитување на начелото за транспарентност и отчетност, пред вас го нудиме отчетот за работата на локалната власт во изминатите 2 години, како временска дистанца во која се прави пресек на работите. Во овие 2 години, со гордост можам да кажам дека во Делчево се инвестираат проекти во висина од 420 милиони денари, не сметајќи ги паричните средства од големиот проект за подобрување на водоснабдувањето во износ од 7,3 милиони швајцарски франци. Во општината се реализираа капитални проекти ветувани со години и докажавме дека со домаќинско и посветено работење може еден град како Делчево да добие современ градски пазар по теркот на големите градови. Ја започнавме изградбата на новата детска градинка во населба Расадник. Во полн еки изградбата на пречистителната станица за вода за пиење. Изградбата на водоводите во селата Звегор и Габрово. Завршивме со реконструкција на водоводната мрежа и замената на старата дотраена азбестна инсталација со ПВЦ инсталација нова, со што го решаваме проблемот со квалитетот на водата за пиење и ги превенираме дефектите на водоводната мрежа. Паралелно градиме и реконструираме улици. За прв пат се асфалтираше стариот пат Делчево-Работивиште. Го реконструиравме локалниот пат за село Стамен и регионалниот пат за село Разловци, одбран како наш приоритет по наше барање од јавното претпријатие за државни патишта. Во почеток на реализација се уште доста капитални проекти, а се подготвува техничка документација за нови проекти. Сите овие проекти водат кон подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани и го менуваат ликот на Делчево за да ни биде модерно и убаво. Делчево да ни биде наша гордост. И повторно ќе потенцирам дека вложениот труд се исплати, бидејќи за својот роден град се работи. За Делчево и за моите сограѓани вложивме се. Сите ресурси максимално ги ангажираме за да кажеме да, ние работиме, ние ја градиме нашата општина која заслужува да види европска урбана средина со задоволни граѓани. Зад нас е тежок период, обременет со здравствена, но енергетска и економска криза, но исправени бевме и пред елементарните непогоди, посебно поплавите кои што уништија дел од инфраструктурата во градот, а се заканија и по имотот на граѓаните. Одговоривме максимално со сите расположиви ресурси за да го вратиме животот во нормала. Добивме значајна подршка од владата за да ја санираме оштетената инфраструктура. Но продолживме со исто темпо во дореализација на проектите и посветено решаваме децениски проблеми заборавени од сите претходни власти. Свесен сум дека има уште за работа, но со еден плански пристап полека ги затвараме отворените прашања. Почитувани, како што истакна, приоритети во овие 24 месеци остануваат инфраструктурните проекти, за да донесеме развој, да изградиме капитални објекти кои ќе останат за генерации и генерации наши сограѓани и ќе сведочат за нашата посветеност да ги промениме работите на подобро. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.